Добри дојде во студио за студентите од студентскиот пленум, представници на студентскиот пленум, Магдалена Петкова од ПМФ, студентот на технолошко-металуршки Филип Манев. Петкова и Манев, прашање за двајцата, која е вашата оценка? Оценките се дека ова беше уште помасовен протест од претходниот, ви се придружија и повозрасни граѓани, пензионери, камерата на Нова, нашите репортери. Го фати оној детал кога некои од пензионерите ви се поклонуваа, некоја вадеа шапката. Кој е вашиот коментар, бе молам? Нашиот коментар во врска со маршов, навистина сме изненадени од сета посетеност, од масовноста од страна. Го сметаме како успешен, нормално. Благодариме на сите граѓани од ово општество што укажаа поддршка. Сите студенти нормално што излегоа на улица, бидејќи тоа е всушност само за нас. Средношколците да не ги забораваме, иако имаше притисоци, сите сме запознаени за тоа. Сепак најмногу пред се благодариме за секоја поддршка од било каков граѓанин што излезе на овој протест како индивидуа. Да, велите има поддршка средношколците, имаше и такви информации дека биле затворени портите на средните училишта, на гимназиите. Што се однесува до вас? Имавте ли притисоци? Ние како организација имавме во некои инстанции индивидуални притисоци, но ништо во спореба со тоа со кое што мора да се справат средношколците. Имаме повеќе информации за повеќе средни школи дека им ги затворале вратите, дека им биле поставувани закани дека ќе ги паднат на матура, дека не знам поведението ќе им се намали, па потоа индивидуални повици од класните раководители, значи средношколците стварно можам да кажам дека подебели од крај го излекаа со заканите и притисоците. Но ви се придружија, покажаа дека заедно со вас, сите заедно вие сте силата, тоа беше еден од транспарентите. Дури тие што не се појавија средношколците, значи по пат на имејл, по пат на телефонски повици не известија дека не поддржуваат и дека доколку не ги спречи ништо ќе се појават, што е уствари тоа и поентата. Да. Добро. Може ли ми ги кажете накратко вашите барања? Вие ги соопштивте пред владата на Македонија. Да. Може ли уште еднаш за македонска реалност? Ние поднесовме барање, официјално барање до владата, во форма на писмо. Значи ги кажуваме нашите ставови. Ние не сме за никак, значи од било какви вакви реформи лоши во образованието. Значи сакаме сме за реформи подобри во високото образование, но не на овој начин. Не може некој да воведува прво екстерен, па после државен испит, што не е доволно формулиран, не е доволно истражен. Значи факт е дека високото образование има проблеми. Квалитетот и понатака. Но сметаме дека ако веќе се воведуваат на некој начин реформи во високото образование, дајте да бидат тие повеќе испитувани, значи да не се косат со самата автономија на универзитетот, значи да не владата всушност да не превзема, да не меша раце, значи не може некој од страна да кажува за квалитетот, кога ние имаме веќе професори, како научници, како официјални луѓе што би требале да го оценуваат нашето знаење. Не сакаме едноставно нешто што ние сметаме дека нема потреба да се воведува. Зошто да државниот испит да ни доаѓа како некоја пречка за нашето образование? Значи не може некој од страна да не оценува со 5 прашања. Мислам пак се коси што е со тој бунар на прашања што го кажува владата. Пак се сведува дека ќе имаме ставено прашања, ќе ги имате, владата вика дека студентите ќе ги имаат прашањата, но добро, тоа нели е на еден начин учење на памет. Нели сакаме да се бориме за подобро за образование, за поголема наука, значи да учиме повеќе. Не можеме ние едноставно ги знаеме однапред прашањата и веќе да биде тоа на некој начин бубање, на памет учење. Не може така да се каже. Чуе, предпоставам, барате и вашиот глас, односно низ дебати, јавни дебати, да биде слушнат вашиот глас, да партиципирате во тие дебати и заедно со професорите да се донесе таа одлука, да не биде наметната од страна на владата. Ние бевме или најмногу сме засегнати од ова. Ние не сме задоволни од страна на работата на студентскиот парламент како единствено легитимно тело на студентите.
Баравме, затоа и всушност се состои ова студентскиот пленум во таа, значи се организираше студентскиот пленум. Ние сме незадоволни од самиот студентски пленум, парламент, како неговата работа, односно нема никаде не ги брани нашите права. Воопшто оние независни студенти што не се дел од никаква организација, нас никој не напрашува. Немате ли комуникација, контакти со тој студентски парламент? Значи, постојано претседателот на студентскиот парламент постојано го контактираме како студентски пленум, воопшто не излегол во пресед, ниту пак контактира со нас, ниту пак јавно го кажа ставот кога веќе се одобри кога дојде во јавност предлог законот од страна на владата. Зошто тогаш не го преиспитате, не ја преиспитате институцијата парламент? Не постои ли начин? Значи, студентскиот ако сте незадоволни? Студентскиот парламент е со закон донесен така. Значи, мора да постои некое легитимно тело. Ние постојано бараме, значи, да се реоформи тоа тело, да се направат повторно нови избори каде што секој студент ќе учествува. Но кога беа последните избори на студентскиот парламент, мислам дека и 90% од студентите не знаат дека има избори, ниту пак воопшто знаат дека постои студентски парламент или каде и се наоѓа тој студентски парламент. Добро. Околу вашите барања кои веќе ги кажавте, имавте ли средба или побаравте ли средба со официјални лица, мислам бевте пред владата да ги соопштите ставовите? Дали говоревте со Имавте ли обид за некаква средба со надлежните представници? Уште од минатиот протест кој се одржа на 17 ноември, ние уште тогаш кога стигнавме пред Министерството за образование и наука, упативме едно писмо до министерот Адеми, на кое што го повикавме на една средба, на јавна дебата, на која што подоцна тој преку медиумите се одзва дека немало во писмото никаква адреса и немал основа на некој начин зашто да одговори на тоа писмо. Сега повторно исто, значи упативме писмо до владата и сега ќе видиме. Чекате одговор. Да, ќе чекаме одговор. Што се однесува до владеачката ВМРО на првиот протест, таа го впери прстот кон маршот на студентите, но велејќи дека е организиран од страна на опозицијската СДСМ. Воопшто не е така. Значи говориме за претходниот протест. Претходниот протест, пак ќе кажам, дека беше организиран, значи само како студенти, ние имавме таква иницијатива да организираме марш, бидејќи сметавме дека на тој начин јавноста ќе не чуе. Не е партиски воопшто, нема, значи демантираме секако вид на информација дека опозицијата не организирала за протест. Добро. Вчера добивме ние еден вид на известување од страна на студентскиот пленум, каде стрикно побаравте настрана рацете на било која партија, дури побаравте и од подмладокот претходно од сите председатели на политичките партии на подмладоците да стојат настрана, односно да ги тргнат партиските бои и да протестираат како студенти. Точно, значи не е да стојат настрана, туку кој сака да биде приклучен во протестот, да настрана на партиските бои, на тоа мислам. Како студент, стрикно како студент. Значи никаква партиска книшка боја не беше добре изведена на протестот, бидејќи знаеме како да работите во држава последните 15 години. Сите партиски игри, тоа е тоа. Да. Како се велише во едно од соопштенијата, вашите соопштенија на студентскиот пленум, ќе аплаудираме на оној кој ќе покаже било каква партиска активност и веднаш ќе ги повикаме редарите да ургираат, односно да реагираат. Добро, еден од аргументите, го споменав аргументот на владеачката ВМРО ДПМН, е сега еден од аргументите на премиерот Никола Груевски е дека е неопходно, потребно е екстерното. Образложението на премиерот треба да се стави крај на контроверзите околу дипломите. Дипломите се во... Кои се вашите аргументи? Нашите аргументи, пак ќе ги нагласам, не може да се воведе некој ваков вид на реформа.
тогаш што би рекле да едноставно ако се купувала таа диплома и ќе продолжи да се купува таа диплома. Значи не овој вид на реформа што владата го наметнува, не самиот универзитет, че владата ги меша своите прсти во автономијата, значи се ја коси автономијата на самиот универзитет, не можеме со ваква реформа да едноставно да ги забраниме тие купувања на дипломи. Бараме да се образложи убаво предлог законот, да видиме што како, значи да бараме друго решение. Едноставно не ја гледаме поентата дека токму со државниот испит некој би си ја заслужил дипломата, да се види кој си ја заслужил дипломата или не. Значи пак ќе кажам, тој бунар од прашања што претходно би ни ги дале да ги знаеме, пак сметам дека секој студент може на некој начин да ги набува, ама не е тоа поентата. Значи, поентата е да земеме, да имаме вистинско образование и вистинско знаење. Значи, не може да се коси... Да. Еве еден од аргументите на премиерот Груевски на конференцијата на Унија на жени, вели дека СДСМ се крие за децата, но како велат? Ги лаже студентите дека ќе има екстерно, па кога видоа дека не се работи за екстерно, туку само за уште еден испит во целото студирање и тоа поделен на 2 дела државен испит и така натаму. Значи, што е поентата на премиерот Груевски? Тој вели нема да биде тоа екстерно. Ќе биде државен испит поделен на 2 дела. Да, ама тоа не е ли пак се сведува. Пак е екстерното. Сите знаеме како функционира екстерното до сега. Спроведено е во основните и во средните училишта. Значи, го полагаат секоја година со прашања. Тогаш ако државниот испит веќе постои, да, во некои институции, некои факултети го полагаат државниот испит, но после дипломирање. Значи, тука се наведува прашањето дека јас, ако не го положам како студент, не го положам државниот испит, јас немам право да дипломирам на тој факултет. Зошто? Да. Кога тоа мене не... Значи, јас имам професори кои што се стручњаци во таа област во која што јас студирам и сметаме дека тие се единствените луѓе што може да нас оценуваат. Компетентни за оценка. Добро, видовте ли дека бевте поддржани од професорите на правен факултет? Денеска има факултетска управа околу која се уште не е изграден конечен став, но студентскиот пленум побара од нив став оценка за екстерното, односно државниот испит и првичните нивни реакции, првичниот став е дека мнозинството професори ја отфрлаат потребата од екстерно. Некои од учениците, некои од студентите се многу пати подобри од сопствените учители, од професорите, но професорите на правниот факултет, поголемиот дел од професорите покажаа дека маршираат заедно со вас, односно ве поддржуваат. Тоа беше дел од повиката солидарност. Значи, ние на овој протест, бидејќи јас ќе се навртам на претходното ваше прашање, значи, нели, премиерот посочи дека некои студентите ги лаже дека се работи за екстерно, тоа било впрочем државен испит. Значи, доколку ги видите самите нивни изјави во последниве 1 до 2 месеца, значи од самата уста на премиерот излезе самиот збор екстерно тестирање, кое подоцна беше преформулирано во државен испит, така да сега бидејќи на некој начин јас барем лично го сметам тоа за обид да се тргне вниманието од нели не било екстерно, било државно, па ете СДСМ ги лажал студентите и така натаму. Ние затоа се пренасочивме не само не за екстерно, туку не за лошите и брзи реформи во високото образование, кои буквално се донесуваат преку ноќ. Заради тоа ние направивме еден јавен повик за општа солидарност, значи факт, ова е стрикно студентска иницијатива која е предводена од студентите и така натаму, но побаравме поддршка и од останатите граѓани, значи нашите родители, нашите професори на факултетите, нашите професори дури во средно, значи секој што е граѓанин на Република Македонија кој смета дека треба да ги поддржи студентите, беше добре дојден и затоа имавме и претпоставувам ваков добар одговор на сето ова. Да. Добро, која е иднината на студентскиот пленум? Ќе марширате или понатаму? Нормално. Апсолутно. Секако дека ќе маршираме. Сметаме дека ова реформа
што владата ја наметна на самиот универзитет, е само една капка што ја прелеа чашата од сите проблеми што секој студент буквално секој ден се соочува. Ова, значи, го сметнаме дека навистина може да се реши. Сметаме дека со овој марш што денеска се случи, ќе покажеме дека ќе допреме до власта, барем да го слушне насиот глас на оние независни студенти. Да, студентскиот пленум понатаму ќе продолжува со работата. Како што кажав претходно, со работата на самиот студентски парламент, со домовите, студентските домови, ужасните услови, ужасните услови, плаќањето на додатни трошоци во високото образование, значи не партиципацијата на факултетот, но значи повеќето трошоци што ги има. Корупцијата на факултетите што ги има. Непотизмот нормално. Елитизам. Така понатака. Да. Тоа. Добро, што ќе се случи ако велите мораме да допреме до власта, до увото на власта? Што ќе се случи ако таа власт не ве слушне? Ако сепак донесе закон, односно крене рака парламентот, пред парламентарците, пратениците и го изгласаат екстерното, односно тој државен испит. Ќе одиме повторно на протест. Сметаме дека само протест на овој начин, мирен протест, значи не партиски, допираме најмногу до општеството и до јавноста. Пак ќе нагласиме како пленумци, ние не сме задоволни од тоа што владата нас воопшто не нас слуша. Пак кидаме на уште поголеми протести и така понатака. Тоа е тоа. Значи, се апсолутно истото што го каже и Магдалена. Доколку нема никаков одговор на ова, ние ќе се повторно организираме, повторно ќе упатиме општ повик кон сите, зашто сметаме дека ова сега за сега е единствен начин да бидеме слушнати, бидејќи значи на некој начин кога пробувавме со убаво, значи да ги искомуницираме преку медиумите, преку било што, тоа све беше неуспешно, затоа кога ќе се блокираат улиците, малце друго. Јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас.